Почитувани граѓани, а пред се почитувани тутунари од општина Конча и од општина Радовиш. Завршува годинашниот откуп на тутун во следните неколку дена. Откуп кој од самиот почеток беше и проблематичен и со лоша проценка. Откуп кој удри во џебовите на стотици семејства. Жално е што власта немо и штуро гледаше што се случува и се што направи беше да ни каже дека инспекторите се на терен и да не подсети дека земаме 1 евро за килограм тутун, 1 евро која е од нас граѓаните, а не од нивните џебови и плати. Градоначалници, пратеници, министри, председатели на земјоделски здруженија беа премногу зафатени за да се соочат со овој проблем. Беа слепи за да го видат или им беше наредено да бидат слепи и да го задушат големото незадоволство да не излезе на виделина. Оваа иста власт, овие исти луѓе кои лани се фалеа и се чукаа во градите дека од тутунот добро се живее, дека има добра живеачка, и како е кога се они на власт, со нивната пропаганда и со нивната реклама допринесоа да се создаде вишок на тутун на пазарот, знаејќи при тоа за ограничените капацитети на фирмите за откуп на тутун во нашата држава. Па со тоа го загрозија и опстанокот и екзистенцијата на стотици семејства кои традиционално се занимаваат со производство на тутун. Најлошо од се е што донесоа дури и инвеститор од Австралија, за кој не знаеме како го најдоа, дали од нивните офроуд шоа и патувања низ светот, и кој што откако откупи 300-350 тони на тутун, 2 месеца нема исплатено ниту денар на луѓето, ниту на тутунарите, ниту на неговите вработени. Останува нејасно дали оваа фирма воопшто има пари да го плати тутунот кој што го купил и дали има банкарска гаранција која што при издавањето на лиценца за откуп на тутун истата треба и да ја поседува. Па нека надлежните не молчат и нека одговорат. Кој и како му дал лиценца со право за откуп на тутун? Дали нема основано сомневање за корупција и криминал? Кој направил пропусти во своето работење и кој треба да одговара за тоа? Дали некој од власта не е вмешан во оваа игра од 1.000.000 евра, колку што и се должи на тутунарите? И за крај, ако не друго, барем јавно да излезат и да кажат дали луѓето ќе дојдат до своите пари или ова ќе биде само уште еден случај, како примерот со шведската млекарница, за да народот уште еднаш биде ограбен од современиот и озаконет криминал од оваа власт.